Push the Sky Away или Оттурни го небото, вака е насловена изложбата на мојата денешна гостинка Сонја Димовска, чија изложба всушност се наоѓа во културно-информативниот центар, каде што и се наоѓаме на лице место. Зад мене може да се види самата интересна изложба, а до мене мојата денешна гостинка Сонја. Добро утро и добро дојдовте во нашата утренска. Добро утро, добро ве најдов. Најпрвен сакам да ве прашам за самиот наслов на оваа изложба, Push the Sky Away или Оттурни го небото. Зошто токму вака е насловена оваа изложба? Па оваа изложба е вака насловена бидејќи тоа е всушност и песна и цел албум од Ник Кейв. Инспирацијата за оваа изложба е од музиката на Ник Кейв, конкретно, од оваа песна. Кои се всушност оние највпечатливи аспекти на оваа изложба? Колку дела овде може да се видат? Да. Во моментов, значи, на оваа изложба представени се 10 дела, отпечатани дигитални отпечатоци на поликарбонатни плочи, значи се работи за графички, современи графички техники. Не е онаа традиционална? Не е традиционалното, иако мене публиката може да ме препознае баш и по традиционалните, токму по традиционалните графички техники, бидејќи повеќе од 20 години го работам тоа, иако сум склона и кон новите медиуми, новите графички техники, современите. Секако ќе ги отфатиме и вашите изложби кои што порано сте ги имале, но за сега сакам да се задржим околу подготовката на овие дигитални графики, односно колку време беше потребно од самиот почеток до оној финален продукт? За секоја изложба е различно, значи зависи од идејата, од концептот, техничката изработка и така натаму. Конкретно за оваа изложба можам да кажам дека повеќе од една година од почетокот на инспирацијата, самата идеја, разработката на идејата, техничкото обликување и така натаму, па речиси година дена. Може да се забележи на самите фотографии дека имаме всушност прилично се слични. Сите се прикажани дрвја, има мали разлики. Зошто токму ова е прикажано? Што значува? Каква порака носат овие слики? Па, како што и во самиот наслов од Турнете го небото или Турнете го небото, се работи за едно ослободување, гранките се само како некаков графички елемент во ситуацијава конкретна овде и едноставно да се оттурне небото, да се ослободиме од сите стеги кои што ги носиме во себе и емотивно и секако. Може би имате некое кое ви е најомилено дело од тука или пак сите подеднакво ви значат? Сите подеднакво, знаете, овие дела можат да функционираат и засебно како дела, но воопшто се како графичка инсталација. Повеќе се како графичка инсталација и функционираат кога се заедно представени. И акцентот е повеќе ставен на транспарентност, како што ако може да се забележи, се работи за транспарентен материјал и тоа ми беше потребно за да можам да ја изведам својата идеја. Значи самиот концепт е таков, транспарентен, лесен, да лепди во воздухот и нормално да го оттурнеме небото. Секако токму од овде можам и јас да потврдам на нашите гледачи дека станува збор за интересна изложба во која што дефинитивно сте вложиле многу труд, но еве вие, што ќе апелирате, што ќе им пренесете на нашите гледачи, зошто да дојдат и да ја видат вашата изложба? За да доживеат едно сосема ново искуство и да можам да го доживеат или да им го пренесам она што јас сум го почувствувала и сум сакала да го дадам на публиката. Секако не е прв пат да пренесете ваши чувства кон самата публика, со оглед на тоа дека ова не е ваша прва самостојна изложба. Може ли да напоменеме какви се изложби сте имале досега и дали од ваков тип само или може би сте имали друг тип на изложба? Значи, ова е моја 14-та самостојна изложба поред. Инаку имам изложувано и во традиционални графички техники, и во дигитална графика, значи што 2000-те години имав дигитални отпечатоци на хартија, потоа имав отпечатоци традиционална графика, меѓутоа на платно, тоа беше 2019 година. Сега имам дигитални отпечатоци кои што се на поликарбонатен транспарентен материјал и така натаму. Значи сакам да истражувам
Од представување до представување, односно од изложба до изложба, концептите се различни, гледам и техниките нормално сакам да експериментирам со техниките и така натаму. Звучи интересно. Дали сте имале изложби само во нашата земја, во Македонија или можеби и надвор од неа? Самостојни представувања сум имала и надвор од нашата држава. Воедно имам учествувано на повеќе од 80 интернационални графички изложби, исклучиво графички изложби, така што не сум врзана само за тука, но ова е во моментов тука сега, во културно-информативниот центар. Ќе видиме дали ќе оди понатаму. Пројавуваат ли нашите сограѓани интерес да дојдат и да видат вакви изложби, дали можеби пројавуваат само повозрасните граѓани или можеби и помладата публика, и да направиме споредба, еве кога веќе напоменавте дека сте имали изложби во други земји, дали повеќе таму има заинтересираност да се видат таков тип на изложби или пак тука? Јас мислам дека имаме доволно публика и од постарата генерација и од помладата генерација, нели, од постарата генерација оние кои што веќе го пратат творештвото на одреден автор или воопшто културниот живот во градов, а од помладите исто така. Има доста млади кои што, нели, сепак имаме ние доста и факултети и за уметност и за дизајн, така што имаме доста и млада публика, што се однесува во странство и тука, зависи. Зависи од изложбата, од ситуацијата. Зависи од ситуацијата, зависи од авторот, колку авторот им е познат и така натаму. Сонја, ви благодарам многу за овој разговор. Јас сум една од првите чином која што ја видов оваа изложба, но секако нашите гледачи ќе имаат можност да ја видат токму денеска со почеток во 20 часот, чином е отворањето. Да, отворањето е вечерва во 20 часот во салонот Империјал 2 во културно-информативниот центар во Скопје, Повелете. Благодарам уште еднаш. Секако за да доживеете всушност едно ново убаво искуство и сите чувства пренесени од мојата денешна гостинка, дефинитивно треба да дојдете денеска со почеток во 20 часот, токму на отворањето на оваа изложба насловена Push the Sky Away, но секако ако не сте во можност денес, ќе можете да ја видите и во идните 10 дена.